Општина Аеродром официјално го пушти во употреба новоизградениот дел од основното општинско училиште Блаже Конески во населбата Мичурин. На свеченото отворање присуствуваа градоначалникот на општината Дејан Митески, премиерот Христијан Мицкоски и министерката за образование и наука Весна Јаневска. По речиси 70 години, велат надлежните, училиштето добива современ изглед и значително подобрени услови за реализација на наставата. Новоизградените училници, кабинети и заеднички простории создаваат поквалитетна средина за учење и развој на учениците, како и подобри услови за работа на наставниот кадар. Проектот представува капитална инвестиција на општина Аеродром, реализирана со поддршка од владата, во вредност од 200 милиони денари. Во новиот дел на училиштето изградени се 16 модерни училници и кабинети, библиотека, мултифункционална сала со бина, лифт, кујна и трпезарија, енергетски ефикасна фасада и целосно пристапни услови за ученици со попреченост. Од општина Аеродром информираат дека во теке и втората фаза од проектот, која опфаќа изградба на спортска сала, 10 нови училници, кабинет за информатика, нова библиотека, просторен хол за ученички активности, како и партерно уредување на дворот со игралишта, зеленило и нов паркинг. Вредноста на оваа фаза изнесува 253 милиони денари. Во просториите на општина Центар се одржа срдечна средба со нашиот сограѓанин Дарко Митровиќ, кој вчера на големиот христијански празник Богојавление Водици имаше чест и среќа да го извади светиот крст од водите на реката Вардар, информира градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски. Дарко дојде во посета на општината, носејќи го со себе светиот крст, со што символично го пренесува благословот до сите служби и граѓани. Оваа посета е посветена на заедничките желби за здравје, среќа и општа благосостојба на сите кои живеат и работат во Центар, истакна Герасимовски. Посочува дека општина Центар секогаш ќе ги негува традициите што обединуваат и носат позитивна енергија во секојдневието. Градоначалничката на општина Кисела Вода Бети Стаменковска Трајковска информираше дека општината го модернизира осветлувањето. Продолжуваме со замена на уличните светелки, се работи во Пинтија во рамки на втората фаза од проектот кој опфаќа и Кисела Вода и Прибор, истакна Стаменковска Трајковска. Посочи дека досега се заменети над 2400 светилки во Пржино и Црниче. Стаменковска Трајковска истакна дека новите LED сијалици се поекономични и имаат 4,2 пати подолг век на траење. Светилките се управуваат преку паметен систем за подобра контрола и ефективност. За проектот кажа дека обезбедува безбедно, современо и функционално осветлување, кое е поекономично и долготрајно. Вандализам во парк во Скопски аеродром. Од општината велат дека искршена е урбаната опрема, оштетена е фонтаната, а убиена и чуварската куќа во паркот кој неодамна беше обновен. Општина Аеродром најостро го осудува ваквиот вандалски чин во паркот Бановина, каде што брутално е уништена заедничката собственост на сите граѓани. Наместо грижа и почит, сведочиме на несовесно однесување и уништување, наведуваат од општина Аеродром. Додаваат дека ваквите постапки нема да бидат толерирани. Случајот е веќе пријавен во полиција. Од општина Аеродром упатуваат апел до граѓаните да го чуваме она што е наше, да пријавуваме вандализам и да покажеме дека сме зрела и одговорна заедница. На плоштадот во населбата Автокоманда се одржа традиционалната манифестација Пифтијада. Имено повеќе од 2000 луѓе на плоштадот во Автокоманда присуствуваат на културната манифестација која годинава се одржува по 16 пат. Пифтијада 2026 со хуманитарен, надпреварувачки и забавен карактер ги обединува граѓаните во духот на солидарноста и традицијата. Се продава пифти, а собраните средства ќе бидат донирани на клиниката за детски болести. Во надпреварувачкиот дел се избираат најубаво украсените пифтии, а по оценувањето од стручна комисија најдобрите 3 беа и наградени. Во забавниот дел настапија Миле Кузмановски, Давид Темелков, Даниела Темелковска и ансамблот Јонче Христовски. Градоначалникот на Газибаба Бобан Стевковски се заблагодари на сите граѓани за учеството
и на Сдруженијето на пензионери на Газибаба за партнерскиот однос во организацијата на овој настан. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ке ја сакам во